Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на ова проучување посветено на книгата Прва Самуилова. Денес ќе ги обработиме главите 11 и 12, каде читаме за почетокот на царувањето на Саул. Како што ќе забележите од стиховите кои ќе ги прочитаме, Саул беше навистина добар глумец, но не беше толку добар како водач и цар на Израел. Глава 11. Победата на Саул врз амонците. За волја на вистината, Саул имаше навистина добар почеток како цар. Тоа го дознаваме од глава 11. Ке ги прочитам првите два стиха, кои објаснуваат во колку неповолна ситуација се најдоа дел од израелците кога тој се зацари. И дојде амонецот Нахас и го опколи Јавеш Галаадски. И сите жители на Јавеш му рекоа на Нахас: "Склучи со нас сојуз и ние ќе ти служиме." Но амонецот Нахас им рече: "Ке склучам сојуз со вас, но под услов на секого од вас да му го извадам десното око и со тоа да нанесам срам врз целиот Израел." Старешините на Јавеш му рекоа: "Дај ни рок од 7 дена да испратиме пратеници по сите израелски области и, ако никој не ни помогне, ќе ти се предадеме." Жителите на Јавеш се најдоа во многу непријатна ситуација. Непријателот ги обиколи и им даде две опции: или да ги убијат, или да им извадат по едно око на сите. Очигледно е дека на израелците во Јавеш им требаше помош од надвор. Стих 4. И пратениците дојдоа во Гива Саулова и му ги раскажаа на народот гласно тие зборови. И сиот народ извика и заплака. Стихови 6 и 7. И слезе Духот Божи врз Саул, откако ги чу тие зборови, и силно се разгневи, па зеде 2 вола, ги исече на парчиња и ги испрати по сите израелски предели преку тие пратеници, објавувајќи дека така ќе биде постапено со воловите на секого што нема да тргне по Саул и по Самуил. И страв Господов падна врз народот, и тргнаа сите како еден човек. Забележете како Саул се поистоветува со Самуил и бара од народот да ги следат. Не ми се верува дека Саул ќе можеше сам да ги обедини израелците за да се борат против амонците. Причината поради која го искористи името на Самуил е бидејќи знаеше дека народот го почитува и дека ќе дојдат поради него. Мислам дека израелците се собраа поради страв, не само од Саул, туку и од амонците. Во стих 11 ни е опишана воената тактика на Саул и како израелците извојуваа победа над амонците. Следниот ден Саул го раздели народот во 3 групи и тие се провлекоа среде логорот по утринската стража и до дневниот припек ги поразија амонците. Другите амонци се распрснаа така што од нив не останаа ни двајца заедно. Ова е првото дело на Саул како цар и како што можете да видите, неговиот почеток беше навистина добар. Стих 12. Тогаш народот му рече на Самуил: "Кои беа тие што рекоа: та Саул ли ке царува над нас? Дајте ги тие луѓе и ние ќе ги убиеме." Некои од луѓето не сакаа Саул да биде цар на Израел, но кога Самуил го помаза за цар, тој ги игнорираше нивните коментари. Што мислите, како реагираше Саул на оваа иницијатива да се убијат неговите противници? Стихови 13 и 14. Но Саул рече: "Денес не треба никој да се убие, зашто денес Господ изврши спасение во Израел." И Самуел му рече на народот: "Да одиме во Гилгал и таму одново да го осветиме царувањето." Последниот стих читаме дека сиот народ го прифати Саул како нивни цар. Стих 15. И сиот народ отиде во Гилгал и го поставија таму Саул за цар пред Господ во Гилгал и принесоа таму жртви за благодарност пред Господ. И се провеселија таму многу, Саул и сите израелци. Некој од вас може би сака да ми каже: "Гледаш дека Саул не беше толку лош како што сакаш да го представиш?" Имаш многу предрасуди кон него. Човекот направи големо дело против амонците, а и ги помилува неговите противници во целиот Израел. Се согласувам дека Саул имаше многу доблесен почеток. Но да продолжиме да читаме и ќе видите дека тоа не е целата вистина. Глава 12. Самуил му ја предава власта на Саул.
Слушнете што пишува во првиот стих од глава 12. И Самуел му рече на сиот Израел: Ете, јас го послушав вашиот глас и се што ми рековте, и ви поставив цар. Стиховите кои ќе ги читаме се всушност на некој начин прошталната порака на Самуил до израелците. Во овој дел од книгата гледаме како тој дава кратко резиме на неговиот живот и служба и му кажува на народот дека од сега натаму Саул ќе биде нивниот водач. Иако Божиот првичен план не беше израелците да имаат цар, сепак Бог им откри дека планира да ги благослови ако му бидат послушни. Ке продолжам со читање. Стих 2. И еве, царот оди пред вас, а јас остарев и побелев, и синовите мои се со вас. Јас пак одев пред вас од мојата рана младост до денес. Самуил порасна додека служеше во шаторот. Тоа значи дека целиот негов живот се одвиваше пред очите на јавноста и луѓето можеа да го видат во кое било време. Не знам дали во Библијата има човек чиј живот бил повеќе изложен на јавноста од оној на Самуил. Денес неретко се случува некој човек да биде познат и прифатен од страна на јавноста, но кога неговото мрачно минато ќе излезе на површина, другите да се разочараат, а неговата прифатеност и популарност драстично да опаднат. Самуил беше поинаков. Целиот свој живот го помина пред очите на израелците и никој од нив не можеше да му најде некаков греф или недостаток. Забележете дека им вели: и синовите мои се со вас. Со други зборови, тој им вели: зошто не ги прифативте нив? Предпоставувам ќе се сетите зошто израелците не сакаа синовите на Самуил да им бидат водачи. Иако Самуил имаше безпрекорно сведоштво, неговите синови беа многу грешни луѓе. Ке го прочитам следниот стих. Слушнете колку храбро им се обрати Самуил на израелците. Па еве ме, сведочете против мене пред Господ и пред неговиот помазаник, кому сум зел вол, кому сум зел магаре, кого сум измамил и кого сум потиснал, од кого сум зел дар и сум ги затворил очите пред делото негово? Јас ке ви го вратам. За да се застане пред толку голем народ и да се праша: кажете ми, дали сум ви сгрешил нешто? Е потребна навистина голема храброст. Ова особено важи за оние луѓе кои имаат јавна позиција каква што имаше Самуил. Познавате ли некој политичар или водач кој би можел со чиста совест да го праша ова прашање? Јас не. Самуил имаше многу можности и прилики да ја злоупотреби својата функција и да се збогати, но не го стори тоа. Токму затоа е еден од најголемите луѓе за кои читаме во писмото. Но и покрај сите негови успеси, Самуил сепак не успеа да ги поведе неговите синови по Божиот пат. За жал, не е единствениот духовен водач чија служба е многу успешна, а чии деца се далеко од патот на побожноста. Со тоа што излезе пред целиот народ и ги праша дали им сгрешил нешто, Самуил даде прилика барем некој од нив да излезе и да рече: да, во таа и таа ситуација ти ме измами. Но ниту еден човек не крена обвинение против него. Стихови 4 и 5. И одговорија: ти не си не измамувал, ниту си не измачувал, и од никого ништо не си зел. И тој им рече: сведокот против вас е Господ. Сведок е и помазаникот него во овој ден дека не најдовте ништо против мене. И тие одговорија: сведок е. Замислете, Самуил живееше таков живот што ниту еден човек не можеше да му најде некаков недостаток. Се надевам дека неговиот пример ќе ни биде поттик и ние да се стремиме кон тоа. Во следните неколку стихови, тој ги потсетува израелците на дел од нивната историја, односно на некои од нивните предци и како Бог действувал во и преку нив. Ги спомнува Мојсей и Арон, Јаков, Бедан, Ефтај и други луѓе кои имаа клучна улога во историјата на Израел. Ако ја отворите книгата Дела во Новиот Завет, ја прочитате пораката на првиот маченик, Стефан, ќе видите дека и тој ги спомнува луѓето за кои зборуваше Самуил. Зошто Самуил се наврати на минатото на Израел? За да ги потсети на фактот дека Бог беше со нив и ги водеше во секој чекор. На некој начин, тој како да сака да каже: Бог беше со нас се до овој момент и Бог ќе биде со нас од сега па натаму. На народот му беше потребно да го чуе тоа, а потребно ни е и нам денес. Сакам да знаете дека ако сте во Христос,
Бог ќе биде со вас во секој чекор од вашите животи. Ваше е да му бидете послушни и да го следите неговото водство. Во стих 13 ја објаснува моменталната состојба помеѓу народот. И така, еве ви го царот што го избравте. Кого го сакавте? Ете, Господ ви постави цар. Пораката на Самуил во однос на Саул е многу јасна. Тој им рече на израелците: Саул е човекот кој вие го избравте. Немојте да мислите дека Саул беше Божиот избор. Само затоа што поголемиот дел од израелците сакаа тој да им биде цар, тоа не значи дека гласот на мнозинството е одраз на Божјата волја. Всушност, според тоа што го читаме во Библијата, токму спротивното е најчесто вистина. Дека гласот на малцинството е поблиску до Божјата волја. Затоа Мартин Лутер рекол: еден човек е мнозинство кога го има Бог на своја страна. Народот не сакаше да ја следи Божјата волја и затоа побараа цар. Го сакаа Саул како цар и Бог му рече на Самуел да го исполни нивното барање. Сето ова не значеше дека Бог ќе го отфрли Саул. Слушнете што вели Самуил во следните 2 стиха. Ако се однесувате со почит кон Господ и му служите, ако го слушате гласот негов и не се противите на заповедите Господови, вие и царот ваш, кој владее над вас, ќе одите по Господ, вашиот Бог. Ако пак не го слушате гласот Господов и почнете да се противите на заповедите Господови, раката на Господ ќе биде против вас и против вашиот цар. Самуил им ја кажува реалноста таква каква што е, за да знаат што да очекуваат. Тој им вели: ако му служите на Бог, тој ќе ве благослови. Но ако сте тврдоглави, ќе се соочите со неговиот суд. Бог го потврди тоа што го кажа Самуил, и тоа на многу драматичен начин. А сега станете и погледнете го големото дело што Господ го изврши пред очите ваши. Нели е сега пченична жетва? Но јас ќе го повикам Господа, и тој ќе испрати гром и дожд, и вие ќе дознаете и ќе видите колку е големо злото што го направивте пред очите на Господ, барајки за себе цар. И Самуил го повика Господа, и Господ испрати гром и дожд во тој ден. И сиот народ многу се исплаши од Господ и од Самуил. Илија е првиот човек во Библијата кој преку молитва успеа да повика оган од небото. Тоа е запишано во книгата Прва цареви. Но долги години пред да се случи тоа, Самуил повика гром и дожд од небото. Според мене, оваа случка беше уште еден јавен доказ дека Божјата благонаклоност е врз животот на Самуил. Забележете што пишува во стих 19. И сиот народ му рече на Самуил: помоли се за слугите своји пред Господ, твојот Бог, за да не умреме, зашто кон сите гревови наши додадовме уште едно зло, кога баравме за себе цар. Барањето цар од страна на израелците беше грев, бидејќи со тоа покажаа дека не сакаат Бог да владее над нив. Слушнете што им рече Самуил на израелците. А Самуил му одговори на народот и рече: не плашете се, вие го направивте, вистина, тоа зло, но само не отстапувајте од Господ и служете му на Господ од се срце. Драги пријатели, немојте да дозволите гревовите од минатото да ви ја уништат сегашноста и иднината. Без разлика колку зло сте направиле во животот, дојдете кај Бог, покајте се и побарајте простување и тој ќе ви прости. Стих 21. И не одете по ништожни богови кои нема да ви донесат корист и нема да ве спасат, бидејќи се бесполезни. Пораката на Самуил е јасна. Надевајте се на Бог и немојте да се поклонувате на други богови, бидејќи тие се лажни божества и од нив нема никаква корист. Оваа порака е важна и за црквата денес. Црквата има потреба да се врати назад на Божиот збор, да го проучува и објавува, а не да им се поклонува на лажните богови, кои во денешно време често се објавуваат преку лажни филозофии и учење. Божиот збор е доволен за спасение на оние кои го прифаќаат. Ке го прочитам стих 22. Ова е еден од моите омилени стихови во Прва Самуилова. Слушнете ги зборовите на Самуил. А Господ нема да го остави народот свој заради своето големо име, бидејќи на Господ му беше мило да ве избере за свој народ. Ако поверувате во Господ, вие станувате дел од неговиот народ. Дали сте ја донеле таа одлука во животот?
Дали живеете со вера и целосна предаденост на Господ? Самуил вели: ако останете верни нему, тој ќе биде постојано со вас. Самуил исто така им рече на израелците: на Господ му беше мило да ве избере за свој народ. Немојте да мислите дека Господ ги избере израелците бидејќи тие беа подобри и морално посупериорни од другите народи. Израелците во ништо не беа подобри од другите народи. Бог ги избра поради својата милост, а не поради нивната заслуга. Јас сум му благодарен на Бог што не само израелците, туку и нас денес не спасува врз основа на неговата милост и благодат. Зборовите на Самуил се уште едно потсетување дека Бог од вас не очекува да бидете добри за да ве спаси, туку бара да му верувате и да го следите. Ако го сторите тоа, тој ќе ве спаси. Запомнете го ова. Бог ве сака и не е против вас. Тој сака да ви помогне и е единствениот кој може да ви ги прости гревовите и да ви даде вечен живот. Ќе продолжиме со читање. Следниот стих е навистина посебен. Исто така и јас нема да си дозволам грев пред Господ да престанам да се молам за вас и ќе ви го покажувам добриот и правиот пат. Молитвата е исклучително важна духовна активност за оние кои веруваат во Бог. Сите христијани се повикани да се молат, но низ годините сфатив дека некои луѓе се особено надарени да се молат и застапуваат за другите. Немојте никогаш да ја потценувате силата на молитвата, бидејќи таа навистина може да го придвижи Божјото срце. Јас сум жив сведок дека молитвата има сила. Пред некое време се запознав со еден човек и тој ми рече: не ме познавате, но јас се молам за вас и за вашата служба. Кога го слушнав тоа, моето срце се зарадува и веднаш му благодарив и побарав од него да продолжи да се моли за мене. Зошто? Бидејќи молитвата ми е потребна и сакам што повеќе луѓе да се молат за мене. Самуил им рече на израелците: нема да си дозволам грев да не се молам и застапувам пред Господ за вас. Забележувате ли како Самуил вели дека ќе направи грев доколку не се моли за народот? Секој од нас има привилегија и одговорност да се моли за себе, но и за луѓето кои Бог ги поставил во нашиот живот. Познавам многу луѓе во животот, а добар дел од нив се свештеници кои служат во различни цркви. Некои од нив ми се блиски пријатели и ги знам проблемите со кои се соочуваат во семејството и во службата. Токму поради тоа, секојдневно се молам за нив. Имам направено молитвен список и секој ден кога се молам, јас се застапувам барем за некој од нив. Истото го правам и за моето семејство. Секој ден се молам за нив. Се молам и за луѓето кои ги слушаат овие библиски проучувања и барам Бог да им даде начин истите да им помогнат во тоа да пораснат и созреат во верата. Доколку знаеме да ја цениме и да ја пристапиме на правилен начин, ќе сватиме дека молитвата е прекрасна активност. Бог и вам ве повикува да се молите за себе, за своето семејство, за пријателите, па дури и за оние кои не ви се пријатели, но знаете дека имаат потреба од молитва. Во светот има многу потреби и се надевам дека поучени од зборовите на Самуил ќе ја сватите важноста на молитвата. Ќе ги прочитам последните зборови од говорот на Самуил. Стих 24. Само однесувајте се со страхопочит кон Господ и служете му вистински од сето свое срце, зашто видовте какви големи дела изврши тој со вас. Одамна не сум бил да гледам фудбалски надпревар во живо, но кога бев таму последниот пат, седнав до човек кој навиваше за противничкиот тим. Неговото навивање беше навистина посебно и многу ревносно. Секогаш кога тимот кој го бодреше имаше дури и најмала шанса за гол, тој стануваше од седиштето, почуваше да ракоплеска и да навива се погласно. Иако на моменти ме нервираше, сепак, додека го гледав, си помислив: навистина би сакал да имам таква ревност за Бог и неговото царство. Тоа е една од главните потреби на денешницата. Да имаме повеќе луѓе чии срца горат за Бог. Тоа беше и повикот на Самуил до целиот израелски народ. Стих 25. Ако пак правите зло, тогаш и вие и царот ваш ќе загинете. Колку моќна порака! Самуил ги соочи израелците со вистината која ќе ги снајде ако му бидат непослушни на Бог. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови.
Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.